Трет ден ниту едно име, ниту една апликација, нема никаков интерес за Жешкото столче на државниот обвинител. До архивата во собрание не е пристигната ниту една пријава за огласот што го распиша парламентот и пред 2 дена беше објавен во службен весник. Кандидатите сепак имаат време да се пријават. Огласот е отворен до 26 јануари, додека се чека потенцијалните кандидати од редовите на обвинителите и судиите кривичари да се охрабрат и конкурираат. Дел од правната фела веќе крој профил како јавен обвинител и е сега потребен на Македонија. Новиот јавен обвинител мора да е ослободен од политички стеги и не смее да биде партиски избор. Дециден е адвокатот Јанаки Митровски. Досегашното искуство покажува дека токму ваквите избори се погубни и редно е да се престане со таквата пракса. Време е да се прекине негативната пракса на бидење партиски подобни обвинители, затоа што, например, јас откако работам од 2009, факт е дека сите досега избрани обвинители можеби не биле директно и не смеат да бидат директно поврзани со политичка партија, но факт е дека уживале поддршка од политичката партија на власт. Не за џабе, не бадијала. Првата работа, една од првите работи што политичката партија која доаѓа на власт при смена на власта ја прави е започнување на постапка за смена на државниот јавен обвинител. Тој меѓу судиите и обвинителите препознава потенцијални кандидати. Според него, Македонија има исклучителни правници, но за жал досега политиката го правела изборот. Тврдам дека Македонија има еден од најдобрите кадри во регионот, а за жал партиските кадри секогаш наоѓаат начин да се пробијат и моја забелешка е што се тргна одредбата од претходниот закон за јавно обвинителство да не можат сега адвокати да се кандидираат, што не беше порано случај, што е погрешно и исклучување на адвокатската фела. Откако ќе заврши огласот, Советот на јавни обвинители има рок од 15 дена да даде позитивно или негативно мислење за пријавените, а ако не испрати мислење на време, рокот се продолжува уште 15 дена, пошто се смета дека мислењето е позитивно. Потоа, владата го доставува предлогот до собранието за именување на кандидатите кои добиле зелено светло од Советот, а ако нема такви, собранието ќе распише нов оглас. Љупчо Куцевски поднесе оставка од функцијата државен јавен обвинител, откако собранието закажа седница за негово разрешување. Тој е првиот државен обвинител на кому му беше изгласана недоверба, но и првиот што не беше сменет со промената на власта. Владата покрена постапка за негово разрешување поради сериозни забелешки во неговото работење, пречекорување на овластувањата, селективност и нарушување на угледот и независноста на обвинителството. Тој од адвокатските води во 2008 влегува во обвинителството и тоа како виш обвинител во Гостивар. Во 2022 во месец февруари е избран за обвинител во државното обвинителство. 3 месеци пред последните парламентарни избори во 2024 собранието му изгласа доверба со 62 гласа за.